гостин во студиото на Канал Б е господинот Иван Котев, познат фолклорист, собирач на народно творештво од југоисточниот регион. А темата на која што ние ќе зборуваме се народните обичаи, кои што особено во овој месец јануари се практикуваат во нашиот регион. Еве околу Василица, палењето на огнови, околу кршењето на погача со паричка, тоа се обичаи кои што се уште народот ги практикува, иако не се некој важен дел од нивните секојдневен начин на живење, туку останале овде и се уште можеби повеќе како некој начин на дружење ги практикуваат. Господине Котев, кое е вашето мислење за ова? За среќа што е така. Само пред да почнам да зборувам на темата, јас сакам да ги поздравам сите слушатели на канал и гледачи на каналот ВИС, да ги поздравам и да им честитам стара нова година со желби за здравје, среќа, љубов и благосостојба. Така. Еве, околу Василица имаме бројни обичаи, палењето на огновите, шетањето на сурварите. Како овие сите кои што некој честопати нели црквата ги на некој начин советува верниците да не ги практикуваат бидејќи се дел од паганските обичаи, но сепак се испреплетени со православниот празник Василица. Јануар порано го вика големина во нас во Струмичко. Тоа е не само што е еден од големите месеци, мисли со 31 ден, туку големен по тоа што во него се инкорпорирани на вистина голем број празници, верувања и обичаи. Јас би се задржал кратко само на сите, од Бадник, раѓањето на Исус Христос, па се до последните празници во овој месец, со посебен осврт на Свети Вашил, или на сурва, како што го викаме ние. Так. Значи, раѓањето на Исус Христос повлекува цел корпус други празници. Тоа е Бадник, кога коледарчиња со торбички на вратот или во раците, одат од куќе на куќе и ја соопштуваат благата вест, соопштуваат го раѓањето на Богомладенецот, на човекот, мислим на Богот кој треба да го спаси човештвото од сите гревови и маки и така натаму. За тоа има цели студии, меѓутоа народот се го празнува посебно. Народот создал еден огромен број песни кои порано дури имало и со еротска содржина, се пееле околу колидарските огнови на Бадник со цел не со цел да се предизвикат некои други чувства, туку да се благослове плодност на луѓето, на стоката и така натаму. И таквите песни имале дури и педагошки карактер, бидејќи луѓето не биле сега едуцирани во сферата на еротиката и така. Може би и нивниот начин на изразување и меѓусебна комуникација бил многу посмел и поексплицитен од сегашниот. Само во тие прилики, нели? И овие песни за среќа се задржали до ден денес. На нашиот терен во Струмичко јас имам запишано доста голем број, можеби повеќе од 100, кои што чекате евентуално некој пат да ги објавам. Оглавно тоа е запазено, зачувано, со кои се оде од куќе на куќе и се пеат песни дека треба да биде благосостојба, тупа колде, паднала греда, оте падало деда се маче, баба го ваче, на 4 јајца, гускини, паткини, тупа коледе, или кој спие нека стане, нека ме се колачине за дечиња, Бог се роде, коледе и така натаму. Тие се безброј, сега само кажа два примера. Иначе следуваат после божикните празници, кој е еден од најголемите со Велиден, мислам, православни празници, поголеми од тие два нема. Има сега некои укажување или размислување кој е поголем од двата, дали Божик или Великден, има аргументи и за и против, меѓутоа јас мислам дека тука не држе ние да ги споредуваме сега кој е поголем. Тие се најголеми празници. На едниот празник Бог се родил, на другиот е загинен и воскреснал. Тоа е и се вознесол. Честопат е символиката околу овие празници, бидејќи народот
имал зимски празници далеку пред христијанството. Да. Че најверојатно дека тие си претопуваат еден со друг и се поклопиле со христијанските празници кои што се празнуваат во јануари, па така од тука, нели, стара нова година или православна нова година се поклопува со сурва, со шетањето на сурварите по куќите и палењето на огновите. Која е символиката на ова празнување? Символиката на ова празнување е раѓањето на новата година, на новото младото сонце. Затоа се вика и сурва. Ние во Струмица сурва викаме од Елизија на вокалите. Иначе во другите краишта на Македонија вика за сурова година. Значи млада, нова година. Символиката на огинот е во тоа што огинот е символ на топлина, на живот. Без огин нема живот. Тие го символизират младото сонце, кое што од јужните напоредници се преселува на нашата страна и полека почнува да затоплува нашата земјина полутопка. Значи, тие се празници се празнувале од најдалеко минато што ние го именуваме како паганско. Ама христијанските филозофи, така да кажам, христијаните биле толку вешти што дел од тие празници пагански ги инкорпорирале во христијанството и како такви се прифатени. Ама задржале некои пагански елементи. Например, палење на огновите, пеење доскоро и на јаровски песни, бидејќи меморијата на човекот е подолга и од традицијата. Пеење на топла раќа и така натаму. И сега некои од клерот, нели, нашиот црковен клер, и дури и највисоките представници на нашата црква, сакат овие празници да се празнуват исклучиво според црковните правила. Меѓутоа, со векови, тие се празнуват паралелно и христијанството на тие просто е цветало. Ние да ги земе само сите 15 верополски мученици, дошле во Струмица, оти била бастион на христијанството. Значи, тоа, според мене, сега можеме слушат и луѓето од црквата, според мене не треба да се чепка, бидејќи да се знае од памти век на овие терени, на овие простори имало е народ кој има своји обичаи, своји празнувања, свој начин на живот и тоа ние треба и на некој начин да го негуваме. Ништо не се повредува христијанство ако некој запалил огин или ако запеал некоја песна. А сега додошли не пеат песни. Арно рековте вие, тоа е повеќе начин веќе на современ живот. Магнитофони, компјутери, звучници, пеат песни, се веселат, ама пак го слават името на Исус Христос. Значи, старото и новото се испреплетело и тоа тешко од свеста на народот ќе го некој го тргне. Тоа не бива ни со клетви, ни со закон, ни со анатеми. Тоа може би еден ден само од себе ќе се исчезне, ама за сега се чува за среќа и како фолклор, и како обичај, и како верување.